Dobar den učenici, ja sam Gorica Smilkova, nastavnik po biologija i hemija od Osnovno opštinsko učilište Strašo Pinđur od Karbinci. Денес ќе се запознаеме со наставната содржина дифузија од темата агрегатни состојби на материјата за учениците од 8 оделение. На овој час треба да научиме што е тоа процес на дифузија, односно да дефинираме процес на дифузија, да научиме дифузија кај супстанци во различни агрегатни состојби и да ја користите теоријата на честичките за објаснување на процесот на дифузија. Дифузијата како поим може би не ви е познат, меѓутоа со неја се среќавате во секојдневниот живот. Едноставни примери за процес на дифузија. Например, гледате дека некој се прска со дезодоранс и при тоа вие не ја чувствувате миризбата, а за кратко време веќе може да ја почувствувате. Ова се случува како резултат на процесот на дифузија. Или пак влегувате во некоја просторија во која што мирисе на убава вкусна храна, при тоа вие храната не ја гледате, меѓутоа ја чувствувате миризбата. И ова се случува како резултат на процесот на дифузија. Ако се запрашаме што е дифузија, тогаш треба да кажеме дека дифузијата е процес при кој честичките на течностите и гасовите се распределуваат и меѓусебно се мешаат, меѓутоа не користиме дополнително присилно мешање како што се употреба на лажица или стаклено стапче или мешалка, односно тоа распределување се случува спонтано без дополнителна употреба на сила. За да можеме да ја објасниме дифузијата, треба да се потсетиме на веќе совладаната содржина за теоријата на честиците, односно распоредот на честиците кај супстанците во трите агрегатни состојби. На овој приказ ги гледаме овие три агрегатни состојби, гасовита, течна и цврста, и гледаме како честиците веќе се распоредени кај овие супстанци. Ние веќе ова го знаеме, го научивме на претходните часови. Кај гасовитите супстанци гледаме дека честиците се хаотично се движат и имаат голем простор помеѓу себе, го зафаќаат целиот простор кој што им стои на располагање. Кај течностите, честиците се наоѓаат блиску една до друга, имаат ограничени движења, односно се лизгаат помеѓу себе. Додека кај цврстите супстанци, честиците имаат правилен редослед, густо се збиени помеѓу себе и при тоа може само да вибрираат. Прво ќе разгледаме дифузијата низ течностите. Овде имаме една слика од едноставен обид кој што можете и вие дома да го направите. Гледаме стаклена чаша, лабораториска стаклена чаша со вода, во која што капнуваме неколку капки обично мастило. Гледаме дека тоа мастило постепено се шири, кажано, или се распределува помеѓу честиците од водата и после извесен период можеме да забележиме дека целата чаша добила боја на мастило, односно водата се обоила од мастилото. Ова е приказ на она што ние можеме да го гледаме при нашето наблюдување на обидот. А што всушност се случува, може да погледнеме на овој приказ. Гледаме дека во чаша со вода се става боја, при тоа честиците од бојата се означени со црвена боја, црвени точки, и за кратко време гледаме дека тие честици од боја се распределуваат помеѓу честиците од водата, при тоа судирајќи се со нив, и после определено време имаме рамномерна распределба на честиците од бојата помеѓу честиците од водата. На ваков начин можеме убаво да ја разбереме и да ја објасниме дифузијата. Што се случува при дифузијата кај гасовите? Со сина боја се означени топчиња од честиците од воздух, додека со црвена боја се течности од некој газ. И гледаме дека и едните и другите хаотично се движат, се судираат помеѓу себе и брзо се распределуваат, односно се мешаат едни со други. Токму поради брзото и хаотичното движење на гасовитите супстанци, односно честиците од гасот, овде дифузијата се одвива за многу пократко време. Од ова сето можеме да заклучиме дека честиците на течностите и на гасовите може да дифундираат и да се мешаат меѓу себе, бидејќи нивните честици се во постојано движење. Тоа е всушност можеме да го подкрепиме преку објаснувањето од теоријата на
честиците. Што се случува кај цврстите супстанци? Доле на приказот гледаме дека честиците од цврстите супстанци се густо збиени помеѓу себе и како резултат на тоа тие имаат можност само да вибрираат. Заради тоа дифузијата помеѓу цврстите супстанци не постои, меѓутоа може да се дифундираат само честиците на растворена цврста супстанца низ течности. Ако внимателно ја следевте оваа презентација, сметам дека го научивте поимот дифузија. До следното видување останете здрави и ви посакувам успешен работен ден.